Не верува им на сите. Тешко е да се одржи мерка во зборовите. Слугата. Господи, помогни ни во неволјата, зашто човечката помош е залудна. Колку пати не најдов доверба таму кај што се надевав дека ќе најдам. И колку пати ја најдов таму кај што не ја очекував. Суета е да се надеваш на луѓето, а спасението на праведниците е во Тебе, Господи. Нека си благословен, Господи, во се што ќе ни се случи. Слаби сме и непостојани. Брзо се лажеме и се менуваме. Кој е толку внимателен и воздржлив, никогаш да не е излажан или да не падне во неприлика? Но оној, Боже мој, што Тебе ќе ти се предаде и во едноставноста на своето срце Тебе те бара, нема да падне толку лесно. И ако падне во некоја неволја и како било да се заплетка, ти брзо ќе го избавиш или ќе го утешиш, зашто ти не го оставаш оној што верува во Тебе. Редок е верниот пријател што не бега кога неволјата ќе го снајде неговиот другар. Господи, само Ти си секогаш верен и никаков пријател не може со Тебе да се спореди. О, колку само мудрост има во она што го рекла една света душа. Моето срце е утврдено и втемелено во Христа. Кога би било така со мене, помалку би ме вознемирувал стравот од луѓето и помалку би ме допирале нивните пакосни зборови. Кој може се да предвиди? Кој ќе го отстрани злото што ќе дојде? И кога често не ранува тоа што сме го предвиделе, колку полуто ќе рани непредвиденото? Зошто јас, несреќник, зошто подобро не се осигурав? И зошто толку лесно им поверував на другите? Но ние сме луѓе и ништо друго освен слаби луѓе, иако многумина не сметаат и не нарекуваат ангели. Кому ќе му верувам, Господи, кому, ако не Тебе? Ти си вистина која не лаже и која не може да биде излажана. А секој човек е лажливец, слаб, непостојан, променлив, особено во своите зборови. Така што не треба веднаш да се верува во она што ни се чини дека правилно звучи. Како мудро не опомена да се чуваме од луѓето и дека непријатели на човекот ќе му станат неговите домашни и дека не треба да се верува ако некој рече еве, овде е Христос или ене онде. Горчливото искуство ми ги отвори очите. Блазе мене ако тоа ме направи повнимателен, а не полекоумен. Биди внимателен, ми рече некој. Биди внимателен. Тоа што ти го реков, задржи го за себе. И додека јас молчам и ја чувам тајната, тој самиот не може да молчи за она што бараше од мене да го чувам како тајна. Туку во истиот час се издава и себе си, и мене, и си оди.
Заштити ме, Боже, од ваквите лесноумни и невнимателни луѓе. Да не паднам во нивните раце и никогаш да не направам такво нешто. Стави во мене збор вистинит и решителен, а лукавиот јазик оддалечи го далеку од мене. Тоа што не можам да го поднесувам кај другите, од тоа морам да се чувам на секој начин. О, колку е добро, колку е корисно за мирот да се молчи за другите, да не се верува во се, без разлика, ниту толку лесно понатаму да се прераскажува. Доверувај се на малкумина. Труди се постојано да го надгледуваш своето срце. Не дозволувај ветрот на зборовите да те носи таму-ваму. Секогаш да те барам тебе за сведок на своето срце. И пожелувај се внатре и надвор да се случува според твојата волја. За да се сочува небеската милост, многу е потребно да се избегнува човечката измама и да не се жеднее по она што можеби надвор ќе предизвика восхитување. Треба да го насочиме своето настојување кон она што придонесува за нашата поправка и за поголема ревност. На колкумина им наштетило тоа што нивната добродетел била разгласена и прерано фалена. А навистина, колку многу корист донела милоста, чувана во тајност, во овој кревок живот, кој сиот е во искушенија и постојани борби.